Длабоката економска криза ќе однесе се повеќе компании во стечај. Прогнозите од експертите се дека доколку не се работи на спас на бизнисот, следствено на кризите во последниве 2 години, најмногу ќе страдаат малите и средните претпријатија кои се 70% од домашниот пазар. Јас очекувам дека должниците, односно друштвата, ќе се соочат со финансиски потешкоти, дел од нив веќе се соочуваат, така што мислам дека време е да им овозможиме ваква една постапка, повеќе постапки, можности како да се спаса. Спасувањето на бизнисот е комплексна работа. Све зависи дали е друштвото и мало или средна, се работи за мало средна компанија и така натаму. Меѓутоа, малите и средните компании ќе бидат најизразено на удар, ќе имаме стварно проблематична ситуација ако на време не почнеме да работиме на спасувањето на бизнисот. Податоците потврдуваат дека кризата голтнала многу компании. Во 2021 во Централниот регистар пристигнати се 3671 известувања за фирми кои воопшто немаат деловна активност, а во минатата година со загуба работеле 23109 фирми, додека пак 477 фирми биле неактивни дури 3 години, кои Централниот регистар планира да ги избрише ако не поднесат предлог за стечај или за ликвидација во рок од една година. Неликвидноста на компаниите предизвика да се дискутира за измени на предлог законот за инсолвентност, со што би им се дало шанса на должниците да се договорат со доверителите по пат на медијација. Предлог законот за инсолвентност е во владина постапка, а дискусиите за измените во кои ќе се вклучат стопанските комори ќе продолжат од септември. Токму во овој момент на нарушена неликвидност кај компаниите, организираме односно почнуваме ваков тип на активности, во септември ќе ги продолжиме, односно да им дадеме дополнителна алатка и помош на компаниите за реструктурирање, реорганизација, препознавање на финансиските потешкоти, за ненастанување на лоша финансиска состојба. Според податоците од Народна банка, заклучно со декември минатата година, блокирани се 36.455 трансакцијски сметки на правни лица.